На неизмислена вакцина, здравствените власти кројат планови колку дози кој прв да биде вакциниран до крајот на годината или почетокот на следната. Најавите од надлежните се дека здравствените работници, луѓето над 65 годишна возраст и младите со хронични болести ќе бидат приоритетните 20% од населението кое ќе биде имунизирано. Истовремено најновата препорака од СЗО гласи дека младите и здрави луѓе вакцината против ковид ќе ја почекаат до 2022 година. Од Европската комисија пак спасот од пандемијата не е во вакцините, туку во вакцинацијата. Граѓаните загрижени во неверување дека во скоро време ќе ја има вакцината против коронавирусот. Мислењата поделени. Едни спасот го гледаат само со вакцинацијата, за други се зависи од сигурноста и потеклото на вакцината. Па би се вакцинирам ако сум сигурен дека е 100% корисна и дека нема штетни последици. За сега многу се обеќава, ама нема сигурен доказ дека вакцината е, дали руската, дали кинеската, дали енглезите ќе излезат. Ќе видиме. Па не знам, ќе видам тога. Не сум баш многу сигурна. Не знам колку се испитани. Би се вакцинирал, немам верба. Не, јас се вакцинирам само против обичен грип. Инфектолозите песимисти. Доктор Вело Марковски е дециден. Вели задолжителната вакцинација е погрешен чекор и тој лично нема да се вакцинира. Никако задолжителна вакцина. Значи, има многу... Први рековме вакцината во следнава година, за мене е неприфатливо и незамисливо дека некој треба да се вакцинира. Во оваа фаза јас никако не би се вакцинирал со вакцина која не знам. Веќе две големи фармацевтски компании го паузираат тестирањето на вакцините. По AstraZeneca која работи со Оксфордската вакцина, сега и американски Johnson & Johnson го стопираше клиничкото испитување. Оксфордската вакцина исто така е ставена на пауза откако во третата фаза на клиничко тестирање. Кај еден учесник се појавиле невролошки симптоми. Блиску до целта е американскиот фармацевтски гигант Модерна, кој најави дека ќе побара ограничено користење на нивната вакцина кај високоризичните групи. И компанијата Pfizer заедно со германската BioNTech е во третата фаза на клиничко тестирање. Сепак сите овие вакцини треба да бидат одобрени. Во Русија пак веќе е регистрирана и втората вакцина против ковид.